Dragi prijatelji, dobro večer. Odavno da se нямаме слушалца пред една моя видеоанализа. Да не ве збунят майците, Зеленски позади мене. Не сме другари, ако има и са майца. Он е повече со Бајден. Ако може би од наслов видовте, оно што го зборев, поточно мојата видеоанализа, ако ме редовно следите, затоа се рекao ние што сака да ме следат, треба да притиснат на копчето препратици или subscribe и ако се допаѓа анализата, да сатајте, но ништо то не е морало. И ако на мојот YouTube канал, Хороскоп Крајнички, значи сега кирилично писмо, хаја големо и Крајнички големо, има около 100 кусор видеа, анализи и мисла. Кој ме желба. Значи, во тие анализи, ја го и постирав едно видео пред една година, која трае доста долго, 30 минути, каде јасно кажав на една работа, што нормално и тогаш кажав, не може да тврдам со 100% дека е Бајден почнен, дека ова е само гумец. Но полека, видеа моите анализи се покажат точно и таму јасно треба да видите таа. Бајден денеска се откажа од трката. Јас го тоа знаев и се го кажав пред една година дека на крајот ќе го елиминират од трката за следната кандидатура. Бидејќи ова е гумец за мене Бајден, не е вистинскиот Бајден. Ово силно ќе удари и врз еврејското лоби, особено и врз Зеленски, кој не купува како евреј. Ќе и го и поддршката, бидејќи гледа дека Западна Украина полека се враќа во руски рафсито целосно. Особено голема грешка на Зеленски денеска што направи туцина кон европските земји ЕУ, а гасовод кој што одеше низ Украина, дружба, го прекина, а за истиот гасовод без разлика што се ова војна, Русија и Украина, Украина добиваше секоја година надокнада финансиска за поминуване, нафтата, за нафтата, нафтовод дружба и за газ, од само поминува. Значи, они добива надокнада од Русија финансиска за тоа. Сега што е интересно, јас си многу пати кажав дека Харков клучен град во Украина, таму се вентилите и за гасот и за нафтата. Значи, Путин, поточно Руската Федерација нема да запре се додека историските делови на Русија не паднат. Тоа са 8 Донбас, каже Донецки и Луганск, тука е Харков, Николаев, Одеса и секаде кај што оди гасовод. Иако еден дел се дели за кон Киев, инаку треба да знаете дека Киев е татко на руските градови, значи Русија не започва од Москва, она се гради од Киев. Украина никогаш не била држава. Прв пат Ленин и дава статус на република. Она била и под Полско-Литовско царство, добро да кажам, и многу. Крајнико на руски значи крајна, значи дел, не и држава. Значи Ленин дава за прв пат по Октомвриската револуција и они чак и се и подписници на 10 републики кои го сочинуваат СССР. Значи, Путин нема запре, а сега со публикувањето на Бајден мораше да се повлече, демократите го направи мала за мене циркузијада со Трамп и нив го лараше. За прашање, многу мислат дали Камала Харисон, што беше потпредседателка на САД, или некој ја спомнува и Мишел Обама, сопругата на порнешиот председател Обама, да влезе на местото на Бајден. Бидејќи вака ќе изгубат катастрофално, а тој ќе се одржи и на местото во Сенат, и во Горниот, и во Конгресот. Значи, пред се интересен период, Украина ќе капитулира, а Путин има да застане, без разлика што си Зеленски планира во ноември, а тоа се изборите. Првата мислам дека не дала во ноември се изборите првиот вторник или четврток, не би се во Америка, во ноември. А он тогаш планира мировна конференција, тогаш
ќе нема Украина. Но лошо може да случи и со Израел. Значи, ја кажав многу пати дека војната во Украина или војниот конфликт меѓу Русија и Украина не е Украина и САД, ова е војна меѓу Русија и еврејското лоби. Не случајно кутите полека гаѓа таму. Значи, интересен период е пред нас. Се создава нова глобална слика со нови играчи. Тука е многу изразен, изразен Месен сојузот, или БРИКС што го нарекот сега се создаде. Тој е 55% од светското население, додека агон со Совскиот свет или Европска унија и останатите и Запад се некаде околу 15%. И плюс у БРИКС многу сака да заблезат, се на Аргентина што се откажа. Од други цели, тамо са нацистите, секој скриени при Хитлер беше тамо однесе. Тука е Америка ќе обара своето место по сонцето, бидејќи они се во еден голем колапс за време на Бајден од 22 милиарди долг, се искаче на 35, а нема кој повеќе да ги купува државните образници. Значи, они без тоа мора да се решат, се надева дека Трамп повторно ќе стабилизира, он доста стабилизираше економијата. Но ќе видиме пред нас време. Зеленски дали ќе го ликвидират или ќе отренат, не знам, но нема сигурно да постои. Он е колапс. Некој Русија не му простат, кој на Троцки што не му простија. Он направи голема колеш во некој евреин на чистка во Русија. Значи, затоа Сталин кој доаѓа, а Ленин чак и тогаш оставил тестамент да не го менја Сталин. Сталин прво Троцки го ослободува 25 година од сите должности, 27 го протерува од Русија, тогаш Русија не е Римската империја, а 29 го убиваат во Мексико. Значи, овие жртви што падна, Русија нема да му прости ни на Зеленски, ни на еврејското лоби. Ја кажав, они направи огромна грешка со Палестина, ќе одржуваат 18-киот џихад, секаде ни светот, а самите кажуваат дека нивната најголема колонија е САД. А САД е во економски колапс, ако си во економски колапс, ќе си способни и за војни и за многу работи. Пред нас е период бурен, да кажеме, кој ќе се одрази и врз Македонија. Ево во едни мои видеа, многу пати ви кажам, ако ме следите редовно, треба да притиснете копчето, преплати се. Кажам дека следната година почнува распадот на Европската унија и на НАТО, а НАТО сакаше уште Трамп да го распадне, па и Европската унија. Зашто сакат? Полесно е многу со една држава да преговараш отколку со заедница на држави. Драги пријатели, ова е толку за сега, почва интересно. Интересно ќе биде и кого демократите ќе постават место Трамп, кој се повлече, мислам глумецо за мене. И уште пред една година, кажав, немам материјални докази, но кој што тоа видео, може да го погледнете и го постирав секаде, а и на мојата YouTube канал. Кајнат во село роден, иако малку живеено, човек кој ќе почне да разговара со починати, а Бајден разговараше и со починатиот син и мајка, тој малку живее. Тоа значи го повикат. Голем пријател години нешто со неговата сопруга кој му покажуваше каде да оди, не го следи повеќе во неговите настапи. И ја уште у тоа видео кажав дека Бајден ќе го отстранат пред изборите. Значи, пред една година, може да го послушате, имам го посирал секаде, а може да го видите на мојот YouTube канал, каде пишемо јасно, Бајден е починат. Драги пријатели, ви посакувам убава вечер, убав сон и убава предстојна недела, па со создател напред, Македонија пред се.